Како да го биеме млекото? Уникатна манифестација во организација на Slow Food Прилеп денеска се одржа под градскиот сад. Целта на настанот е да им се даде можност и видливост на младите млекари, малите семени сточарски фарми и нивните се повеќе уникатни сирења и млечни производи, како и тоа да се промовира директниот контакт помеѓу купувачите и производителите, со избегнување на посредници. На таков начин купувачите ќе добијат поквалитетен и поевтин производ, а производителите гарантиран пласман без проблем и поттикнување на развој на сточарството. Да се намали тој процес на патот на храната. Значи, едно е кога купуваме во маркет и не знаеме од кој го произвел, како го произвел тоа сирење, каков е неговиот квалитет, од кое млеко е произведен. А кога имаме директен контакт со производителот, имаме поголема доверба, градиме и секако му овозможуваме. Многу губи производителот по патот на производството. Во трговијата, во маркетите, додека да стигне, ние плаќаме високи цени, а потеклото не го знаеме и за квалитетот не можеме да гарантираме. Македонија се соочува со намалување на сточниот фонд. Се помалку млади се занимаваат со сточарство и доколку не се преземат итни мерки за спречување на овој тренд, ќе се соочиме со опасност од немање на сопствено производство на млечни производи. Се е скапо сега, се треба и кај нас. Се чутат граѓани кои ќе речеме 350, вика скапо е, вика, ама знаеш да дојдеме ке сирењето треба многу работи. Со клима, со ова, се троши многу и струја и се. Тури да дојдеме да го продаваме, тешко е. Ситуацијава не е баш сјајна. Имаме големи давачки, се работи помалце земја, значи немаме доволно земја, машини, алати, се што требат за да се произведи. Немаме доволно луѓе. Дел од производителите велат дека граѓаните знаат да препознаат што е квалитетно и голем дел од нив сакаат да купуваат само домашно. Се барат, иако индустријата не потиснува со силни чекори, ама има уште луѓе што го препознават домашното производство. И што го барат, што јаделе пред 30, не знам, 20 години, и до денес има некои што уште се трудат да купат. Значи продавате лично на граѓани, не по маркети? Само по граѓани, да, само по поединци, за дома што велиме си земат. Освен сирење, на манифестацијата беа изложени производи кои што одат во комбинација со него, како вино, домашна ракија, ајвар, мед и друго. Потребна е поддршка бидејќи навистина има голем интерес од малите земјоделски стопанства да произведуваат и да бидат поттикнати пред се заради тоа што пласманот е голем проблем. А зошто е голем проблем? Заради тоа што потребна е и соодветна амбалажа. Ние немаме амбалажа соодветна за да може да се настапи така. Во однос на цените, само можам да кажам, во ова турбулентно време сега, во однос на инфлацијата кога зборуваме, не може да се најде некој мунасип на цените, но некако се прилагодуваме за да може да биде исплатливо и за оние што им треба и ние што нудиме. Се одржа и дебати и дискусии за тоа каква е патеката на сирењето од пасиште до трпеза, но и како да го валоризираме пиеното сирење пред истото да го изгубиме.